Јас лично би сакал да ја видам Македонија во ЕУ, ама од една поразлична причина од што се артикулира во македонското општество во изминатите 30 години. Јас сакам да видам европратеници македонски. Затоа што како политичар сум увидел дека за Македонија, чија судбина е толку тесно поврзана со Европската Унија, за извештаите кои се гласаат во Европскиот парламент и кои ги изготвува Европската комисија, ако веќе толку ни е судбината поврзана со ЕУ, дај македонскиот народ да ја искаже својата волја и својот став во тој парламент. Сакам да видам европратеници македонски кои ќе аргументираат од позиција на македонскиот народ и да бидеме на едно еднакво рамниште. Но, јас исто не можам да го негирам фактот дека како граѓани на Македонија, кои уште нема ни 30 години, за мојата генерација, нас највише не боли корупцијата во Македонија. Не може нив европските бирократи да ги боли повеќе корупцијата. Нормално. Нас не боли нефункционалноста на здравството и на судството. Нас ни ги одзима можностите. Така што ние највеќе сакаме да ги решиме тие проблеми, ама истовремено мораат да не ослободат од апстрактни политички задачи. Дали би ги внеле бугарите со некакво креативно решение? Апсолутно не. Доста ние правиме компромис и ова не ни покажува дека ќе биде последна инстанца. Тоа е најголемиот проблем. Значи ништо не ни кажува дека дури ќе бидам искрен, не само што нема да биде последно, туку јас сум уверен. Утре да ги ставиме бугарите во устав ќе добиеме вето од Холандија. Следам внатрешна политика на европски држави, во Холандија е многу непопуларно на национално ниво проширувањето.